Граѓаните на општина Делчево добија можност бесплатно да се ослободат од габаритниот отпад од своите домови. Советот на општина Делчево на вчерашната 35-та седница донесе одлука за собирање и транспортирање на габаритниот отпад од домаќинствата и тоа бесплатно 2 пати годишно. Оваа услуга ќе ја врши јавното предпријатие Брегалница во првата недела од месец мај и првата недела од месец октомври. За оние граѓани кои сакаат да се ослободат од отпад кој го имаат дома, а не е комунален цврст отпад, не е инертен отпад, односно градежен шут, туку е отпад кој е класифициран како габаритен отпад, а е сепак отпад од домаќинствата, да речеме, граѓанинот треба да се ослободи од душек стар, од стара кабаста, голема облека, да речеме капоти, мантили, чизми, маси, столови и слично, односно прибори од домаќинствата, но не и градежен шут. Доволно е 2 пати во годината, ќе ги информираме граѓаните да го оставаат тоа пред своите дворни места, да поминат во тие 5 дена комуналните работници со трактор, да го земат и да го депонираат таму каде што му е местото. Без да плаќаат граѓаните. Комуналното предпријатие го прифаќа тоа. Инаку оваа одлука за прв пат се донесува и ќе се спроведува во Делчево. До сега граѓаните сами се снаоѓаа со транспортирањето и складирањето на габаритниот отпад, затоа и се создаваа диви депонии. До сега граѓаните тоа се снаоѓаат на некој начин, се замолуваа на јавното предпријатие да го тоа земе кога минува тракторот, бидејќи тоа не може да се собере во специјалните возила, односно ѓубрарките, така кажано кај нас. Некои им ги зима, некогаш им остава, па се сноѓаат да ги фрлаат, најчесто да вршуваат на ралова чука, кај попов или било што. Инаку Советот на општина Делчево на 35-та седница на дневен ред на разгледување имаше 22 точки, меѓу кои усвојување на предлог програмата за работа на Советот на општина Делчево за 2016 година, кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Делчево за 2016 година со заклучок за усвојување, како и предлог одлука за краткорочно домашно задолжување на општината. Меѓу другото, донесени беа и пологодишните извештаи за работата на постигнатите резултати на Основното училиште Ванчо Прке, Основното училиште Свети Климент Охридски и Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Како последни, но и не помалку важни, беа донесени одлуките за реализација на проектите за реконструкција на улиците Маршал Тито, Питу Гули и Светозар Марковиќ во Делчево.